Успешна година за јавното претпријатие Пазаришта со позитивни финансиски извештаи. Вака ја оценува 2023-та директорот Газим Кадрију, посочувајќи дека за подобрување на финансиската состојба на претпријатието најголем придонес имале приходите од зелениот пазар и деловните простории. На почетокот на годинава од вкупно 490 тезги со кои располага Пазаришта, дури 410 се издадени под закуп. Може би за прв пат после многу години, работејќи со загуба, јавното претпријатие Пазариште забележува работа со добивка. Претhodно состојбата во ова јавно претпријатие беше многу отежната од финансиски аспект. Јавното претпријатие имаше огромна финансиска дупка, а истовремено, земајќи во предвид дејноста на јавното претпријатие, која со самофинансирачки активности, односно приходи, јавното претпријатие беше во длабока финансиска криза. Искрено кажано, напредок на сите полиња е направено, исклучително во зелениот пазар, да, и во издавање на деловните простории. Тука се забележува најголемиот напредок. Новата зграда, новиот мол, кој не е во близина во јавното претпријатие Пазариште, секако и тоа како придонесува за да се подобри финансиската состојба на јавното претпријатие и луѓето кои работат на тезги, на деловните простории, секако се имаат придобивка од тоа. За разлика од зелениот, од реонскиот пазар на булеварот Октомвриска револуција, приходите на претпријатието се минимални, бидејќи интересот од граѓаните за закуп на тезга на овој пазар е исклучително слаб. Издадени се само 10% од вкупниот број на тезги, а пак добиточниот пазар е затворен од 27 декември лани заради африканската свинска чума. За жал, реонскиот пазар никако да профункционира како што би требало. Од почеток тој пазар не успеал да ги искористи сите капацитети кои им биле на располагање. Таму имаме на располагање 130 тезги, од кои за жал се издадени само 14. Интересот е многу мал. Образложението од страна на закупците на тезгите поради непостојање можност за паркинги места кај да се паркираат граѓаните и затоа е во многу мал дел фреквентиран. За жал, на 27 декември 2023 добивме решение од страна на ветеринарна инспекција да се затвори добиточниот пазар. Од причини образложението во тоа решение беше наведено поради појавата на африканската чума која се појави кај свињата. И од тука на јавното претпријатие и се отежнува уште повеќе финансиската состојба за тоа што веќе неизвесен период немаме да имаме приходи од тоа дејност. Директорот Кадрију најавува нов модерен зелен пазар кој ќе ги задоволува потребите и интересите на сите граѓани и закупци на тезги. Ние воспоставиме еден план, направиме стратегија со конкретен проект да можеме да излеземе заедно со општина Куманово секогаш, да можеме да излеземе пред јавноста и пред граѓаните со нов проект кој ќе биде модерен зелен пазар. За овој проект се превземени правни действија, известен сум од страна на сектор за правни работи од општина Куманово, каде што поведувала постапка за да може да помине земјиштето од зелениот пазар кај што се наоѓаме во собственост на општина Куманово. Од кога ќе помине во собственост на општина Куманово, ние заедно со градоначалникот на општина Куманово ќе нудиме нов модерен проект со нов зелен пазар кој ќе ги задоволи потребите на граѓаните на општина Куманово и навистина е редот еднаш за секогаш овој каос кој ни се случува надвор од зелениот пазар да се реши, сообраќајниот каос особено. И јавното претпријатие добил известување, јас како директор бев информиран до каде е постапката,
секако по моје барање. Мислам дека во овој период предметот стои во Министерство за транспорт и врски и искористувам приликата преку вашите медиуми надлежните да ги повикуваме да бидат поажурни, поефикасно, се со цел побрзо да се го решат предметот, за да ние после да можеме да излегуваме со нов проект за јавното претпријатие, секако со општина Куманово. Со изградба на модерен пазар и кружен тек трајно ќе биде решен сообраќајниот метеж околу пазарот, потенцираат од претпријатието.